Рудникот Цаса на Меѓународниот ден на шумите 21 март го потпиша меморандумот со Шумарскиот факултет од Скопје за долгорочна соработка во реализација на активности од областта на животната средина и тоа производство на растителен саден материјал, пошумување на јаловиште и голени, одгледување, нега и заштита на пошумени насади и научни истражувања. Со меморандумот двете страни се договорија да формираат расадник во собственост на рудникот Цаса за производство на шумски саден материјал. Сите финансиски средства за реализација на договореното, вклучувајќи изградбата и одржувањето на расадникот, ги обезбедува рудникот. Со дел од садниците кои ќе бидат одгледани во расадникот ќе биде пошумено досегашното јаловиште на рудникот, со што обезбедивме овој терен целосно да се врати во својата природна форма. Останатите садници ќе бидат наменети за пошумување на голите ридови во поширокиот регион, што ќе влијае на намалување на ерозијата на земјиштето и појава на отрони кои предизвикуваат чести проблеми во овие краеви. Покрај стручната поддршка во изградба и одржување на новиот расадник, Шумарскиот факултет ќе изврши теоретска и теренска обука на персоналот на рудникот Цаса за тоа како ефикасно да се врши пошумувањето на јаловиштето и ерозивните површини во регионот. Заштитата на животната средина е комплексна област за која неопходни се разбирање, научен пристап, соработка и финансии. Партнерството кое го воспоставивме со рудникот Цаса ги содржи сите овие компоненти, што е гаранција дека целите на овој проект ќе бидат остварени. Воспоставувањето на соработката меѓу рудникот Цаса и Шумарскиот факултет, кој на долг рок ќе придонесе за пошумување на значајни површини во источниот дел од земјата, го поздравя и градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменкова. Инаку токму за идејата за овој проект, како и за сите досегашни активности во доменот на заштитата на животната средина, рудникот Цаса го доби годинешното признание најдоброто од Истокот, што го доделува Сдруженијето на новинари на Македонија, регионален центар Исток.